Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Je m'appelle Biljana Načovski, j'enseigne au collège Saint-Clément de de Delčevo. Dobar den на сите и добре дојдовте во училница. Јас се викам Билјана Начовски и предавам француски јазик во основното училиште Свети Климент Охридски во Делчево. Денешниот час е наменет за учениците од 6 одделение и денеска ќе учиме за годишни времиња. Кои се целите на овој час? Целите на овој час е да се запознаеме со зборови кои ги означуваат годишните времиња, како и да се применуваат учени зборови и изрази за одредени активности во различни годишни времиња. Хајде да започнеме. Значи, на француски јазик за годишни времиња се вика les saisons de l'année. Les saisons de l'année. Ова е насловот кој што вие треба да си го запишете. Уште еднаш, годишни времиња или les saisons de l'année. Овде гледаме 4 фотографии. На овие 4 фотографии се представени годишните времиња. На првата фотографија сигурно веќе претпоставувате дека се работи за годишното време пролет и на француски јазик за пролет се вика le printemps. Le printemps. Така. На втората фотографија е представено годишното време, лето, и на француски јазик за лето се вика l'été. На третата фотографија е представено годишното време есен и тоа на француски е l'automne. И на последната фотографија е представено годишното време зима и на француски тоа е l'hiver. Така, хајде сега заедно да ги повториме. Значи, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Мислам дека не е тешко, можете и сами да повторите. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Браво! Хајде сега да погодиме според фотографијата кое годишно време, да видиме колку успеавте да меморирате. Ја гледаме фотографијата, да видиме c'est quelle saison, c'est quelle saison, c'est l'automne. Bravo! On va continuer. C'est quelle saison, c'est quelle saison, c'est l'hiver, c'est l'hiver. On se repose bien. C'est quelle saison? C'est l'été. Се одмараме убаво. Кое годишно време е? И сега да ја погледнеме и последната фотографија. Les arbres sont fleuris. C'est quelle saison? C'est quelle saison? C'est le printemps. Браво! Е сега, овде имате еден линк до едно видео за годишни времиња. И ова видео е многу интересно, на многу интересен начин се представени годишните времиња. Јас топло ви го препорачувам видеото да го изгледате, да ги научите годишните времиња и да одговорите на прашањата кои што се упатени на вас во самото видео. А сега, овде пишува attention, attention. Значи, треба да внимаваме на нешто. На што треба да внимаваме? Доколку сакате да искажете некоја активност која што ја правите во некое годишно време, тогаш пред годишните времиња се употребува un, значи имаме un été, имаме un automne, un hiver, но не е таков случајот со годишното време пролет. Пред пролет се употребува о. О printemps. Така, внимавајте убаво на ова, затоа што во следниот опис се употребува токму ова. Јас долго размислував со што да ги поврзам годишните времиња и мислам дека најдобро е да ги поврзам со активности кои што се извршуваат во одредено годишно време, затоа што токму тоа ние го имаме учено. Па тука е Henri. Henri. Ајде да видиме што кажува Henri. Henri кажува: Bonjour, je m'appelle Henri, j'ai 11 ans. J'adore l'été. En été, je vais à la mer. Je fais de la natation et de la voile. Et toi, quelle est ta saison préférée? Уште еднаш ќе го слушнеме.
Bonjour, je m'appelle Henri, j'ai 11 ans, j'adore l'été. En été, je vais à la mer, je fais de la natation et de la voile. Et toi, quelle est ta saison préférée? Znači možete da prašate sa ova prašanje, quelle est ta saison préférée? Ili možete da prašate sa quelle saison préfères-tu? Се надевам дека ви се допадна ова. И сега, значи ова беше кратката презентација за годишни времиња или ле сезон де лане, која е вашата домашна задача или домашна работа. Напишете краток текст како во примерот. Напишете како се викате, кое годишно време го сакате и која активност ја извршувате. Например, јас се викам Марија, јас ја сакам зимата. Во зима одам на планина. Јас се санкам и се скијам со моите другари. Или ова на француски би било Bonjour, je m'appelle Marie, j'adore l'hiver. En hiver, je vais à la montagne, je fais de la luge et du ski avec mes copains. Или пак напишете за пролетта, дека ја сакате пролетта. И во пролет кои активности можете да ги имате? Можете да одите на кампување, можете да правите убави фотографии со вашите другари, или пак да спортувате и да возите велосипед. Ова беше се од мене, се надевам дека ви се допадна оваа кратка презентација. Се гледаме наскоро. À bientôt et restez chez vous. Останете дома.